Почитувани дами и господа, добре дојдовте на овој наш голем јубилеј. 75 години постоење и успешност. Секако, овој настан ќе го започнеме со интонирањето на македонската химна. Културно-уметничкото друштво Таше Милошевски слави 75 години постоење. Таше Милошевски е роден на 20 мај 1925 година во Ресен. Тука го поминува своето детство и живее во семејство кое се занимава со земјоделие. Израснува во време во кое Македонија е под окупација. Уште како млад се издвојува со своите организацијски способности и немирен дух, кој најмногу доаѓа до израз на часовите по историја каде водел жестоки расправи со професорите. Таше Милошевски загинал на 16 април 1945 година на 20 годишна возраст во Врполе на Сремскиот фронт, во една од последните битки за ослободување. Тој период во Ресен, во време на Југославија, музичкиот живот бил препуштен самиот на себе, без организирани музички групи. Културата ја ширеле надарени поединци, пеачи, свирачи, глумци, кои народниот дух, патриотизмот, обичаите, будењето на националната свест, моментите од секојдневниот живот ги опишувале преку народни умотворби, песни, танци, слики и драмски изведби. Таква група на ентузијасти кои сакаа да го подобрат културниот живот во градот после окупацијата, во 1945 година формираа драмска, рецитаторска и играорна секција кои работеа и се вклопија во новоформираното друштво кое беше именувано по штотуку загинатиот комесар, првоборец од Ресен, Таше Милошевски. Смирени, тивки, ненаметливи, како што бил и самиот Таше, беше и остана нашето мото со кое се обврзавме да бидеме во служба на државата, ширејки и представувајќи македонската песна и оро. Првите гостувања ги бележи драмската секција во Охрид, Струга и Вевчани, а првото гостување надвор од државата е остварено во Поградец, Народна република Албанија, во 1946 година. Набрзо потоа, во 1948 година, во склоп на друштвото се формира 4-гласен машки хор, под диригентско раководство на Кирил Христоски. Ликовна секција во 1950 година со раководител Кире Јоновски, каде преку хумор и сатира се информираат граѓаните од Преспа за актуелниот целокупен општествен живот во околината. Музичка секција под раководство на Илчо Кунгуловски, во чии рамки функционира Блех дувачкиот оркестар од 1954 година, за кого беа веќе наредната година набавени музички инструменти, со што се збогати музичката култура на градот и посебен музички инструментален состав кој одигра важна улога во музичкото збратимување со градот Струга и кој подоцна продолжи да работи во склоп на друштвото под името Распеани Ресенчани, со кој работеше Јован Очевски. Со маршеви и пригодни композиции учествуваше на скоро сите свечени манифестации и уживаше углед во родниот град и соседството. Вака организираното друштво, преку активностите на своите секции, успеа да го зајакне културно-забавниот живот во градот и друштвото почна да чекори кон својата слава, подготвувајќи драми и изведувајќи разни фолклорни и рецитаторски точки, како и посебни програми за пригодни прослави, матинеа и игранки. Распеаните Ресенчани во април 1983 година ја снимаа својата прва грамофонска плоча за југотон од Загреб, со песните Марие, Млада невесто, Пролет дојде, Шана Мана и Васе Васе. За во јули пак следната година да ја снимаат и втората плоча со песните Проклет да бидит, Кој љубит чужд ерген, Залюбив едно младо девојче и Преспан скоро. Подолг период, просториите на друштвото каде се одржуваа пробите, се префрлуваа во повеќе објекти,
како во поранешниот офицерски дом, простори од Сарајот, за од 1978 година, тогашната сала на општина Ресен, да стане наш дом, во кој и ден денес сме сместени. Фолклорната секција работи во текот на сите години и настапува во Ресен и поголемите преспански села. Нова страница во незината историја се испишува во 1978 година, кога најмногу, по инсистирање и макотарпно залагање и работа на тогашниот млад ентузијаст, долгогодишен играорец, подоцна кореограф во нашето друштво, а денес почесен член, Илија Тановски, Фрањо, фолклорната група во склоп на културно-метничкото друштво Таше Милошевски се возобновува и почнува да работи на многу повисоко ниво. Тогаш ансамблот добива посебна просторија, озвучување и уште истата година го реализира првото поголемо гостување во Корчула, Сојузна Република Хрватска, заедно со ансамблот Ресенчани и женскиот вокален состав. Во прво време, друштвото често гостуваше на манифестации, организирани од страна на нашите селеници во странство, но и на фестивали низ Европа. Следуваа гостувања во 1985 година во Шведска, Малме, Данска, Копенхаген, Норвешка, Осло, 1986 и 1989 година во Германија, Дортмунд, Уна и Рофа, 1988 година во Хрватска Корчула и Полска Краков. Добриот глас за успешното работење на ова најстаро македонско културно-метничко друштво се слуша надалеку и следат низа успешни проекти. Гостување надвор од Републиката. Во друштвото доаѓаат реномирани лица од областа на културата, како Стојче Карамфиловски, Митко Алексов, Васил Зегоманов. Се поставуваат оригинални постановки, се обезбедуваат автентични народни носии, се набавуваат нови музички инструменти за оркестарот и со тоа квалитетот на друштвото оди само во нагорна линија. Она, пошто нашето културно-метничко друштво предничи пред многу други друштва во земјава, е изобилството на народните носи со кои располага. Низ овие 75 години, членови на нашето друштво трпеливо собирале автентични и оригинални парчиња македонска облека од сите наши краеви, која се носела низ вековите наназад. Денес, ова наше непроценливо богатство, чувано како очите од страна на нашиот апанар и кореограф на помладите членови на друштвото, Васко Андреевски, кому негувањето и збогатувањето на македонската народна носија му е само една од многуте задачи кои со задоволство ги извршува. Ни е најголем адут во успешно представување на нашата култура и традиција на секаде во светот. Од 2002 година навака, крајот на играрската година, го одбележуваме со организирање на годишен концерт, на кој учество земаат сите членови на друштвото, почнувајќи од најмалите, цицибани, преку пионерите, јуниорите, па се до сениорскиот состав. Манифестацијата, која на почетокот беше дочекувана со сомнеж од страна на многумина, денес, после 14 години од незино континуирано одржување, прераснува во вистинска традиција и неретко, освен соучество на нашето друштво, е збогатена и соучества на други друштва од земјава и странство. Многобројните настапи на нашето друштво не ги одминуваат и помладите категории. Наша примарна цел е културното наследство, кое не го пренеле претходните генерации, ние да му го пренесеме на наредните, како никогаш не би згаснало ова најсветло жарче за постоењето на македонците низ вековите. Затоа, јуниорскиот состав во склоп на културно-метничкото друштво Таше Милошевски редовно зема учество на фестивали и смотри низ државава, а последниве години нашите млади амбасадори македонскиот фолклор и култура ги презентираат и во странство. За одбележување се нивните учества на меѓународни фестивали во Унгарија, Египет, Кипар, Словачка и многу други. Своевидна ренесанса, културно-метничкото друштво Таше Милошевски доживува со почетокот на председателствувањето на актуелниот председател Љупчо Пецалевски. Друштвото почнува многу поинтензивно да го презентира нашиот фолклор надвор од границите на земјава. Се зајакнуваат културните односи со земјите од соседството. Километарски дефилеа, многуброен аудиториум, медиумска покриеност, искрени честитки од индивидуалци, но и официјални признанија и награди од квалификувани лица и жири комисии се веќе наше секојдневие. Сите гостувања низ годините во земјава и странство се пропратени од нашиот оркестар,
кој низ годините имаше своји измени и надополнувања со народни инструменти. Посветеноста на нашите инструменталци допринесе за успехот кој го уживавме низ годините, а го уживаме и денес. Реалност стануваат и учествата на меѓународни фестивали. 2002 година. Егердери Измир, Турција. Кајлари, Грција. 2003 година. Варшава и Вегров, Полска, Мала Преспа, Албанија. 2004 година. Силиври, Турција. Кајлари, Грција. 2005 година. Вилјареал, Шпанија. Берковица, Бугарија. Крк, Хрватска. 2006 година. Кечкемет, Унгарија. Челарево, Србија. Бурса, Турција. 2007 година. Монтана, Бугарија. 2008 година. Будва, Црна Гора. Требиње, Босна и Херцеговина. Исмаилија, Египет. Виена, Австрија. Село Нивици, Егејска Македонија, Грција. Берковица, Бугарија. 2009 година. Сардинија, Италија. Приморско, Бугарија. 2010 година. Велика Горица и Пазин, Хрватска. Монтана, Бугарија. 2011 година. Пореч, Хрватска. Порто, Португалија. Приморско, Бугарија. 2012 година. Пожаревац, Србија. Монтана, Бугарија. 2013 година. Вараждин, Хрватска. Истанбул, Турција. Киелце, Полска, со освоена златна елка како прва награда на меѓународниот фестивал. 2014 година. Приморско, Бугарија. 2015 година. Велика Горица и Загреб, Хрватска. Прага, Чешка. 2016 година. Азов, област Ростов, Русија. Монтана, Бугарија. 2017 година. Олстин, Полска. Приморско, Бугарија. Мала Преспа, Албанија. 2018 година. Солин, Хрватска. Искеле, Северен Кипар, Братислава, Словачка. 2019 година. Приморско, Бугарија. Гирне, Северен Кипар. Житомир, Украина. Со освоена награда лауреати од прв степен. 2020 година. Село Пустец, Мала Преспа, Албанија. Во иднина ве уверуваме на уште побројни, поквалитетни, повпечатливи, поуспешни настапи на нашето друштво, на уште помасовно учество од страна на млади генерации, кои ќе бидат гаранција за продолжување на нашата мисија. Ве уверуваме на уште поголеми јубилеи, кои секако не би значеле ништо, доколку не би ги споделиле со сите вас, македонците во земјава и надвор од неа, и сите други љубители и поддржувачи на македонскиот фолклор и култура. Смерти, Республика Македонија!